Министерството за здравство информира дека денеска Институтот за јавно здравје регистрира 30 оздравени пациенти. Денешниот ден бележи 4 смртни случаи. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа двајца пациенти од Скопје на 73 години, примен на клиниката на 21 мај и пациентот Велес на 82 години хоспитализиран на 22 мај. Починатиот пациент од Велес не беше вметнат во денешната статистика, која што ја соопшти градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Во градската општа болница 8 септември почина пациентка од Скопје на 76 години, примена на 21 мај и пациентка од Тетово на 55 години, примена на 27 мај. Во последните 24 часа направени се 661 тестирања, а регистриран е драстичен пораст на новозаболени. Изминатото деноноќе бележи дури 52 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 26, во Тетово 9, во Штип 7, во Куманово 6, во Струга 2, во Велес и Кочани по еден нов случај. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2129. Бројката на оздравени пациенти е 1516, на починати е 126, а во моментот бројот на активни случаи во земјата изнесува 487. Вчерашниот нов позитивен случај евидентиран во Битола е жител на Кичево и соодветно е нотирано во денешниот извештај, известуваат од Министерството за здравство. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќе, 124 теста се во рамките на скринингот во градинки и геронтолошки установи. Тестирањата се направени преку центрите за јавно здравје Тетово, Велес, Куманово и Скопје. Регистрирани се 2 позитивни случаи во градинка во Скопје и во Куманово.